Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Георгиевски. Добро, нема да го питам. Нормално дека нема да ме пријавиш. Се извинувам. Ајде, готово. Смир сме? Само пази кај го фрлаш гибрето. Да не си го најдеш дома. Ова апропо темата на Тина од претходно, но во секој случај сега одиме на други теми, одиме да зборуваме за музика, одиме да пееме и се разбира да се дружиме денеска во ова ново издание на Никој како. Вие сте на телевизија Телма, знаете дека треба да останете со нас до самиот крај денеска, 5 точки пред новиот викенд, ќе биде весело. Така е, знаеме дека Велес е на ноза, така беше? Велес е групиран денеска, во тоа сме сигурни и околу Велес. А биде и Македонија, Така е, така. Ама бидејќи гостите ни се од Велес, на наше огромно задоволство, поздрав Велешани, верувам дека ќе бидете горди на нив, односно сте горди на се тоа што тие го работат. Па добро дојдовте. Добре дојдовте. Добре најдовме. Верувам добри, успешно стигнавте, да ги слетавте, представам, ајде. сака ги представиме. Бидејќи ни стигнуваат во живо сме, Така е. стигнаа од Велес, замисли, На време. на време, пола саат за Велес Скопје, Скопје Телма, саат и пол. Така некако му доаѓа? Така се пака, тоа и ќе рече. Кај заглавите? Од старт, Од Пакари, од влеси до крај. И толку беше. Си викаш, добро е, 10-10 ке стигнеме некој. Најбитно стасавме. Да. Тоа е најбитно. Тоа е клучниот Тоа е најбитно, но некаква увертира да направиме во овие Да. гужви денеска 5 точки стандард многу повеќе. Океј, като, ајде. Ајде. Од мојата до мене, Темелко Андреев, ке ни каже самиот шо, како и зошто ние во емисија, затоа што има многу за зборување, се надевам дека делот, барем делот, оно што си го сработил, ќе можеме да го презентираме. Може се. Музички продуцент кој би почнал, па видео продуцент, така, нема да сгрешам ако кажам. Пред се оркестратор, Оркестратор. аудио инженер, да, и продуцент, и текстописец. Тоа ми е пред се, да, тоа сум пред се. Во секој случај се што е поврзано со креативност и музика. Да. Да. Има едно дело ново кое што сакаме да го видиме и ќе Има го многу видиме и- дела, да. ама ова последнава, нели, Ни инспирира. ќе го промовираме, ако Последнава, може така да Гоце кажем. Да. Добро, и двајца млади дечки, момци, јас сум и присуствувал на настап, да. И одлични се во тоа и навистина ми е драго што еве заедно со Темелко сега здружени продолжуваат и прават навистина нешто за македонската музичка сцена пред се и нешто нормално за сите млади кои што уживаат во овие настапи. Не Така се ли? Coldplay, туку се Cosplay! Косплей! Баже и Симеон. Баже и Симеон. Здраво живо. Благодарам, добро ве најдовме. Се осеќаме комфортно, баш сакаме да го поздравиме вака Велес. Првен, најпрвен, сакам да ги поздравам мама и тато, пошто ја гледаат емисија цело време вака. Поздраваме. Да, и сега целата со сите роднини македонска ни јавност. Ни е баш особена вака чест и задоволство што вака ќе имаме некоја шанса да си испромовираме песната, да си направиме некој добар муавет вака околу Јасно. музика и тоа е тоа. Симеон вака. Тоа е тоа, по него го кажа супер, супер. Симеон, твоите те гледаат? Па не знам дали ме Не, гледаат. не им кажа да те гледаат. Им кажав ја, ама не знаем дека ќе ви во живо. Така, Да фатат реприза. Зони кажи одма. Фатат реприза и на YouTube. Заедно сте во емисијава не само затоа што сте од Велес, него затоа што имате една убава соработка. Јас би почнал од таму, а после би се задржал малку и на оној проект на кој што работиш, се разбира, и кој што е многу успешен. Хвала. Прво, ајде, како се пронајдовте? Мислам, по Велешка линија тоа сигурно, него како е приказнава? Да, музиката. Спојни ги вкрсти патиштата, создадовме некоја формула, твориме музика, како десно и лево крило вака, сочинуваме некој авион вака и во добар правец Зошто баш со одиме. Темелко, ајде? Па, енергијата доста не спои со него, аутентично работиме, во поглед на градот, он е од Велес, ние сме од Велес, лесно пристапно, енергиите ни се многу слични. Пуштете режија да видиме малку од енергијава спотчето Може, што излегува, да. да, чисто да го дзирнеме. Од Косплей, Од Косплей. како се викаше песната? Писма се вика. Втора, така, втора заедничка соработка. Не, Или прва ваша. Добро. Да. Чекај Веќе се. се спремаат други. Добро, во тоа спрема знам. албум, да. Но оно што ми е интересно, Темелко, од крајност у крајност жанровски, од оно што го работиш како Македониум, од ова што го работиш со овие момци овде, Па нема жанр што нема работен. Не постои жанр што нема работен. Значи од филмска музика, трап, современи, дрил, поп рок, фанк, се што
Не се ограничувам воопшто со тоа и не верувам дека некој уметник треба да се ограничува, мислам дека погрешно да се ограничуваш. Работам со буквално со тоа што ми се свиѓа. Ако ми се свиѓа во моментот, ако ми дае некоја инспирација, ме понесе енергијата дали на песната или на текстот, гледам каде можам јас да придонесам во тоа нешто. Слушам секаква музика, не сум ограничен воопшто. Имам завршено нижо музичко виолина. Сум бил рапер цел живот. Да, спојав, види го спојав. Да, цел живот, да. Рапер, за тој пишувам текстови. Добро. И сите тие работи придонеле за тој завршив со оркестрација и тој конструкт некако интересно упали да можам се да правам. Нешто ми е мене интересно. Свирам повеќе инструменти, не сум у ништо, па скоро се, основи нешто, пијано, гитара, добро свирам, перкуси, скоро се, бас, нормално. Праша ти па ја. Да, мене ми е моментот прештекување од стил во стил. Ти треба Јас дека бев рапер, слушав готик метал, сакам да ти кажам дека никогаш не сум се врзал. Но кога работиш, да речеме за нив, Па дури и за бендовите, например, они дојдоа со една идеја кај мене. И јас секогаш се трудам да ги опуштам луѓето што доаѓаат кај мене, да се опуштат стилски, да не се Да, например, во песната Славете го Господа е црковна песна, се тоа супер, разбираш. А јас во таа песна имам ставено крај лудо гитарско соло. Значи, мен ми е гајле за стилот. Ако ме понесе енергијата така и ако ми се свига тоа, ако ме исполнува, ако ме вози така музиката, го правам тоа, не се замарам ни кој што мисли, ни како треба, да биде буквално слободарски пристап. Добра. Во се сум така. И во спотовите, и во музиката. Не ти викаа овие другариве, како што почна рап, или да пишуваш, да правиш, да свириш, да правиш, ама кај сега слушаш друго нешто? Не, ама веројатно тоа во младоста, кога сите имаме такви Не, јас се уште им ги продуцирам на повеќето од нив и песните. Значи, се уште станале кај мене. Така, како ауdio инженер или битмейкер. Значи, се уште го правам тоа. И се уште се трудам да придонесам за културата, иако не сум активен дел како рапер. Не знам, еве сега утре излегува албум на едно момче младо од што работи кај мене со DJ Попа и значи има и нови дечки што се уште работат хип-хоп. Така да се уште се трудам да придонесам за таа култура за која сметам дека е супер. За разлика од ова ново сегаше. Тоа не ти стопаѓа? Па Збориме за овој трап, не знам више како... Не стилски, музички, ој го кажам и кој сака што сака не коментира, ој го кажам. Културата позади тоа не ми се свиѓа. Значи, да не употребувам кои зборови поради текстовите. Значи, што ги носи младината у погрешен правец, фул, додека ние кога сме биле рапери сме промовирале некоја друга вредност, респект, да си тука за екипата, значи тоа било фул. Да си пријател, да си другар. Хип-хоп културата може да биде спакувани во трап и во дрил и во се тоа, затоа што е култура. Значи респект, другарство, братство, социјална правда, значи додека ова ново е нешто со туѓи коли, туѓи спотови, рентани патеки, значи многу ми е ефтино. И многу ми е смешно, затоа што па не е озбилно. Многу добро кажано, одлично. Тоа е ефтино. Мислам, повеќето некој од нив ми си има ценкано за песна, ами ми снимаш со Бугати или не знам со што, ме разбирате. И тој филм се промовира кај младината и он мисли дека за да биде успешен мора тоа да го има. Не знае дека тие патики му се изрентани од спортем. Да. Значи, и дека ги враќа после. Не го разбира тоа. И ланчето дека му е земено за да ги стави лого на крај. И за тоа не ми се свиѓа тоа како култура. Промоцијата на тие вредности. Се трудам колку можам да го избегнувам тоа у смисла не музички одлично, креативно. Јас сум прогресивен во тој правец. Мешам стилови, не ми е проблем. Сум работел преработка на класични дела кај што сум интегрирал трап. Или 808 драмси, саббейси, се. Или дабстеп или се. Културата позади тоа текстуално пораката, еве да кажеме, е апсолутно ужасна. Да. Значи апсолутно ужасна, деструктивна за младината. Јас сум татко и не сакам моите деца слушаат такво нешто. Момци, вие во кој правец ќе се движите? Мислам дека и веќе јасно зошто со Темелко вака и Да, Се кажувам вместо нас. Одлично предавање за новата генерација, така треба. И се надевам. Како планирате да се движите? Во овој стил што сега го работите или Темелко ќе ве убеди во различни... За овој албум конкретно одиме аутентично. Како што почнавме, така сакаме и да го завршиме. А дека се ограничуваме понатаму со стиловите, не. Не, а дека ќе правиме ваква музика како што е ова моментална модернистичка од
тој сегмент гледано не. Не, дека не би се баш од Дома ги се придржиме. Да, би се придржале конкретно до ова. Јас би сакал сега вака сегментски да го поделиме моментов во емисијава со пуштање на следниот спот, односно би го пуштиле, а после ќе се надоврземе пред крајот на песната. Обично со карта не пуштаме, искрено се кажуваме во емисија спот, пошто емисијата ни е кратка, сакаме повеќе забава и така натаму. Но воодушевени сме од изработката на спотот и од целиот проект Македониум, и би сакал малку повеќе да ни раскажеш, но прво да воодушевиме публиката за оние кои што не го виделе на YouTube спотот. Ајде, почитувани гледачи, да уживаме малку, после ќе зборувам за цел овој проект. Четврти мај 903
Ете така, Темелко, секоја чест. Секоја чест. Честитки. Благодарам. И јас имам едно прашање, не мораш да ми одговориш колку Може. пари чини. Да, не е проблем. Ама, јас сакам да им кажам на сите оние што го изгледа, или ова, да им кажеме дека никогаш не смееме да кажеме дека не знаеме нешто. Така, ова е само дека не можеме ние во Македонија нешто да направиме. Ова е баш генерално го покажува тоа. Дека ако сакаш, ако имаш добра идеја, ништо не може да те спречи да направиш добро дело. Значи, овој проект ми е личен мене, многу личен ми е, затоа што тоа сум јас. Значи, Македонија не зборувам само за мене, тоа е за народот, поклон за Македонија. Нешто што сакам да го оставам после мене. И јас живеам по една филозофија цел живот и така планирам да продолжам. Ако нема пат, ќе направиме пат. Значи, кога сум имал проблем финансиски за да платам глумци, затоа што 3000 турски аскер да платиш, ние немаме толку чизми во Македонија да ги изрентам и да ги имаш пари, немаме толку ресурси. Ни статисти. Така да јас секогаш сум спремен да ги употребам сите можни алатки што постојат за да кажам сторијата што сакам да кажам. Не ми е ни толку битно дали некаде имало некоја грешка, дали во било совршено направено, воопшто не ми е битно. Јас сакам да предам сторијата, да тоа остане во интернетот, во етерот, некаде закачено, да постои, да ги оживиме овие песни што се оставени како аманет и да им даеме чест на тие луѓе што платиле за денеска ние да може да живееме слободни. Така. Не бараше финансии од никога? Но имам некој тесен круг на пријатели, пошто фирмите реално и се плашат да учествуваат во вакви проекти, или ако учествуваат, често се случува да ти кажуваат само немој многу да убиваш нешто таму да правиш, а ја не дозволам никој ми се меша во сценариото. Спремен сум да речем да го изгубам некое си спонзорство, нешто да изгубам, за да имам мој круг на пријатели, блиски пријатели што парцијално ми помагаат кога имаат желба. Добро, тука е микрофонот, се надам да слушаме. Добро, Ајде, накуса само... И благодарно само сакам да кажам дека јас не ги гледам како спонзори, нив туку поддржувачи. Затоа што кога почињеш да правиш нешто, има малку луѓе што веруваат во тебе. И тие се поддржувачи. Има многу голема разлика од спонзор. Спонзор после секој сака да ќе пораснеш, секој сака да се рекламира кај тебе, секој сака да се појави, ама тие што се поддржувачи ќе памтам секогаш и огромна благодарност. Без разлика кој со колку учествувал, не ми е битно. Апсолутно го почитувам тоа затоа што препознале нешто во растење, не чекале да порасне па да влезат, туку препознале нешто во самиот раст и го поддржале да порасне волку. Македониум како проект и Мики Секуловски, тој која беше во емисија и тоа е дел од тој проект и ќе ја споменеме Јована Богдановска, млада девојка која што исто така имавме можност да се увериме во прекрасниот глас и да кажеме вака јавно дека ќе ни биде гостинка, она не знае. Да, извинување од нејзина страна. Не, има обврски, затоа што и почињаат испитите на школа, она е уште средна школка. Браво. Да, последна година конечно, после ќе може повеќе се посветиме уште. Она ни е надеж, нова надеж во македонската музичка сцена. Она е пример како треба да изгледа. 18 години само има. Сега наполни брзо, да. И како треба да изгледа и у карактер, и у професионалност. Браво. Малку за што е идејава, колку треба да се сними, како ќе се промовира, тоа веќе се работат, има и многу снимени спотови. Значи вака, ние имаме веќе една авторска песна. Добро. За Божик што ја пуштивме. Планираме понатаму да пуштаме авторски песни, значи нема да бидат толку преработки. Сите ќе бидат авторски песни. Имаме, да не најавувам, да не откривам сега, прерано е, во август ќе следи авторска песна која верувам дека ќе направи лудило со одличен спот, ќе биде посветена на сите загинати од 2001 наваму и Диво населје и 2001, сите што го положиле животот за нашата земја ќе биде посветена на нив. И планираме и сакаме и желбата ни е да продолжиме со авторска музика наша во овој стил исто. Да, тоа е стилот. Секогаш како некој тайм траvel, секогаш почиња трибалистички, па етно, па класика, па на крај модерно со гитари и со лудило. Да. И тоа е некој план како тоа ќе се заокружи со некој концерт. Да. Желбата ми, ако дај Господ, значи желбата ми е во 2026 да се направи концерт и после тој концерт да се прави на повеќе места. Некои си 15-16 проекти да се заокружат. Јована и Мики се само дел или ќе се шири? Не, значи главниот артист на Македониум пред се Јована. Мики беше дел за таа песна.
повеќе мислам дека нема да учествува во други песни. Ќе имаме надворешни соработници, гости, на пример, за да се направи соработка помеѓу Јована си е главниот лик на проектот, односно вокал. Јована е пред се ликот на Македонија. И иако и Мики, нели, еден од разбираме, најдобар се машки разбираме. во држава, не верувам дека има друг подобар. Поздрав до Мики, не гледа сигурно. Не. Да. И он ми е мене одличен другар, близок другар ми е мене и кога се врати во Македонија, ја бев радосен оти конечно имам машки вокал што може да ми парира на проектов. Оти, знаеш како, оваа работа, па и за секоја музика треба да видиш на што изгледаш, ти како изгледаш. Значи не можеш да бидеш у ликот манекенче да пееш у Македонија. Значи мора и ликот да ти биде соодветен. Значи и бојата на вокалот, значи не бива се да ставиш секаде, знаеш. Иако секој може да биде добар за одреден стил, некаде да си има свое. Мики ми беше баш одличен и со лик и со се и затоа го ставив сподот да биде војвода. Иако не Баш е војвода, да, иако е пацифист, да. Он е многу мирен, кула. Одлично, секоја чест терај и нормално тука сме за поддршка. Чекам ше малце, само минутка. Ајде сега Минутка кога катат само, нормално, да. две ќе ти дадеме. Затоа што не, затоа што Знаеш ли коментирав. колку пари е 2 минути на телевизија? Ќе ти платам после. Мобетот ми е многу пари чини ова. А за парите се плаќа. Не, виште интелигенција. Ако зборуваме за овој спот последниот. Баш овој што го гледав. Овој спот вкупно ако направам нека математика ме кошта и од 200 до 300 евра. Добра. Што е преевтино. Претходните спотови немам под 6000 евра спот. А се со помалку сцени, сценографија и се. Но он не рачуна вредноста на работата негова со кажувам колку дизајнот. мене ме коштаат спотовите. Не колку би коштале, затоа што јас ако направам... Ако ангажираш човек кој што ти си го правил ова, кошта многу, да. во AI, Да. дефинитивно тоа ќе коштало. Ќе кошта многу. Да, пошто не е само има и доста и CGI, има доста и манипулации и анимации и се. Па и да ги изблендаш тие работи, па и да развиеш целата сторија, тука и режи, сценарио и се, затоа што иако е луѓето многу површно го сваѓаат. Луѓето мислат ќе напишеш и оно ќе ти Па е направи. тоа режија, па треба да го смислиш кадарот, па треба да смислиш сценографијата, треба да смислиш течението на сторијата, па како тоа да го инкорпорираш во тие мали 5 минути, а да кажеш толкава сторија. Значи воопшто не е едноставно, али ми дава апсолутно одврзани раци да бидам креативен, без да се мислам колку буџет имам. Да. И затоа им порачувам на сите на младите и на сите што немаат поддршка, дали се бендови или било што, снимајте некој кадар некаде, инкорпорирате нова технологија, не тонете и не чекајте да и го имате потребниот буџет и тоа да ви ги руши со ништата и да не може да направите нешто. Јас сум спремен да ги користам сите алатки што постојат за да го направам тоа што го сакам. И така и треба секој да размислува. Така е. Одлично. Ете, добро. Малку музика. Минутка. Музика? Музика па ќе збориме. Не ги со гитара се, дај нека малку нека презентираат нешто. Зашо ја да не сте од Велес? Точно. Ајде, ние која имаме музичари со инструмент, многу сакаме Малку ќе музика. помага. Уклучен е микрофонот. Уклучена. Малку техничка поддршка. Одиме со последнава авторска, односно вторава. Ќе даваме акцент. Оставам само писма, да се променив и останав со иста мисла. Нов почеток, но без завршен крај. Нема назад, животот игра, има пеколи. Дај. Продолжи, сакај ме и остани со иста мисла. Нај. Убаво ми е животот, само тебе те бира. Кажи ми дали постојам или губам смисла како прашина. Твоето его опадна, кога само с љубов да оставам. Продолжи, сакај ме и остани со мене ти до самиот крај. Верувај, не можам и не сакам да одам пак по стариот пат. Не е монотоно кога сонам за тебе ми влеваш во трак. Експанзија на чувства, љубов ке се роди ли пак.
Сонувам со отворени очи, сваќам дека љубовта со поглед се точи. Не мислам на тебе, но за момент те добив, зидовите на соннежот ја смело ги пробив. Дај, 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 дај. Нај, 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 нај. Продолжи, сакај ме и остани со мене, пи до самиот крај. Верувај, не можам и не сакам да одам пак по стариот пат. Не е монотоно кога сонам за тебе ми влеваш во трај. Експанзија на чувства, љубов ке се родили пак. Родили пак. Оставам само писма, не се променив и останав со иста мисла. Добро, ајде се одиме на нашите прашања. Интересни, колку можеме и колку имаме време, нели? Така е. Колку имаме, имаме. Имаме, таман. 10 со 10. 10 со 10. 10 со 10. Добро. Ја би почнал со историска личност. Ајде, може. Тималко има сигурно. Да, па за тоа, за тоа. Со која историска личност се поистоветуваш? Ова ми е оригинал прашање за Тималко. Јас? Да. Треба да кажам? Да, Со која историска личност се поистоветувам? да. Во нешто сега, нели пак? Да. Општо е прашање. Размислувате вие исто. Карактерно? Не знам како сакаш. Карактерно, па и со косата, питогули. Со питогули? Да. All in, секогаш. Ќе загинеме, ако. Да. Питогули, Карактерно, да. И на питогули сум роден во улицата. Карактерно, да. Сериозно дека живееш на Да, питогули? таму сум роден, таму. Леле. Да, и од секогаш кога лик ми бил таков all in, ми се свиѓа тоа секогаш. Значи некој питогулик има во новиот Македонија, во другиот дел од Македонија. Па нема, има многу питогулевци. Така е. Да, и модерните специјалци се такви. Значи ја тоа сакам. Да, ја тоа сакам да се покаже, да им се даде чест на тие луѓе, да им малку добиле и баш тоа сакам да се појача во новиот спот, ќе биде модерен, ќе биде 21 век, ќе биде со специјалци, со лудо, да. Аха, добро. Чекаме, каков трейлер ми напри се. Питогулевци, Делчевци, Санданковци, има доста. Има доста. Имаме ние, само треба да се разбудат. Да. Или да ги разбудиме. Да. Така е. Добро. Симо? Ајде, момци. Ја, баже. Баже. Да, негде сме, нема врска, че. Косплей. Косплей. Да. Косплей што ви каде ви? Со која личност? Се Историска. поистовитуваш така. Може ли една личност за двајца? Сакате, може, ајде сега, да. Ако ја имаш веќе, Не. Некоја ве опишува, со која се поистоветуваш или ете која ја почитуваш, ајде малку да ви проширам, да не. така, да. Или која прва те асоцира кога ќе се спомне историска личност. Историска личност, конкретно Музичар, музичар. Ајде, музичар, ајде. може од секоја Вие бранша. сте млади, за вас историска од која личност сакате? може од поново време. Да. Дали в историски Да. и од 900 и некој. Можам да кажам се восхитувам, пример, да се поистоветувам, не Добро, пример ајде на на кого? Мајкл Джексон. Аха, добро. Веќе Енергија. историска личност. Веќе да. Добро. Фреди ајде. Меркюри, да. Аха, може. Да. Која е Готово. вашата особина која не можете да ја поднесете кај себе? Јас? Особина што не можам да поднесам кај мене е што сум некогаш не знам кога доста. Како мислиш? У се што правам мора да одам до крај и дека не ми се одбие нешто од глава, не запирам. Тоа е Аха. некогаш е добро, ама некогаш и не е добро. Работиш на Не тоа да коригираш Не нешто работам, до крај, тоа ти многу до- пати Може пази. да го дефинираме како тврдоглав. Па не тврдо Запнат за тоа што да упорен упорен никога не и ми се тврдо. прави дисциплиниран секогаш, да, али највеќе не го откажувам тоа од мене, од и многу работи тоа ми донело. И сум И кога не може да се волен, направи, мислиш дека може. Да, и терам до крај дека не видам стварно слепа улица. Сега не може. Многу пати е лошо тоа, нели нормално, ама многу пати ми донело нешто што ми донело и затоа не сакам тоа да го исклучам заради тие мали фрки. Аха.
Така да сум спремен да живеам со таа особина до крај. Одлично. Сите што ме слушаат и што се нервираат, да сум таков, до крај ќе до крај ќе си останам таков. Да. Нема менјање. Смените. Модернистички кажано, Вие за двајцата или за... ќе кажам вака. Се шегувам. Овертинкер за ситници, а за големите проблеми ги совладувам полесно. Значи тоа ми е некоја тешка особина така. Овертинкер за некои ситни работи. Дали со тек на време го имам истренирано, тоа не знам, али го осеќам. Да, да, Добро, да. ќе работиш и ќе... Да, а по големите проблеми во главно ги совладувам полесно. Добро. Што не знам да побарам помош за кога и да ми е тешко. Се сам на себе некако Така? очекувам да. Ама работам на тоа кој што критикувам сум од блиските и А добро е да се работи. се работи на случај. Добро, ако Добро, можеш да и се да искрен. завршиш работата, не е ни така лошо тоа. Ајде сега, кажи му дека е подобро. Во светот на мажите е поразлично. Па, еве Темелко ќе ме дефинитивно. поддржи во тоа така. Да, во светот на мажите ние ги Може бидеме сам нема. сами работите. Не мора помош. Чекај, После треба да Ние враќаме отидовте на друга тема и многу некако тоа машко-женски не е тоа така. Општо се дискутираме овде. Кате, а ти ако не ти одговара като е. Не, Види, има разлика, ако може да ти кажам. Ајде, кажи. Има многу голема Што е разлика. разликата во тоа да потпалив ја работа. мажот да ги истера работите до крај сам и жената да ги истера работите до крај сама? Не, жената нема да има никаков проблем ако и се плаче да отиде кај другарка да отиде да се исплаче, маж нема никош кај друга да отиде да се исплаче. Добро да ќе отиду веќе ќе се Не, нема да добиеш помош, нема да добиеш преградка, Исто. нема да добиеш поддршка, како се исплачеш кај некој Утеха. како маж и деш што ти е, ало стани управи се. А жената е леле колку те повреди, значи има голема разлика. Да, ние живееме во посуров свет. У многу посуров свет и затоа нели таква ни е задачата, да ги носиме стварите, да не плачат. да не кукаме, да не се жалиме и нема плачење. Што ме нервира во овој свет? Највеќе што те вади од так? моменталниот цел свет. Ме вади од контакт. Глобално. Да, ме нервира највеќе материјализмот, пред се, највеќе од се материјализмот, призмата што се гледа преку пари, добивка, па тоа доаѓа до ткивото и на брат и сестра, а не живеат за пола квадрат од една никаква нива. Значи тоа највеќе ме нервира и мислам дека коренот на секое зло, така пише во Библијата, има на стих, вика коренот на секое зло е парите. Ако почнеш да бараш, коренот на секое зло е материјализмот. Тоа највеќе ме нервира, луѓето престанаа да уживаат во не во пријателство без добивка, во уметнички дел од мерак. Секој мора да прави нешто за да добие назад нешто и многу луѓе ме прашуваат: "Ти волку што инвестираш во ова, како ќе ти се врати ова?" Имам фидбек, полна ми е душа, уживам, човече. Па нели е тоа на крај поентата? Одам на одмор за да уживам, не за да се сликнам на Инстаграм за да покажам, да ми се покачи рейтингот. Исто и со музиката, ја работам пред се и го сакам тоа. И интересно е што пак ќе се навратам на тоа на Библијата, вика љубовта, помеѓу други работи пишува љубовта се простува, се победува, на се надева, љубовта никогаш не престанува. И ако работиш нешто со љубов, и ако дружиш со некој од љубов, и ако одиш кај да одиш од љубов, никогаш нема да изгубиш, никогаш нема да бидеш оштетен од што и да ти направи некој, тоа ќе биде за него минус, и никогаш на крај нема да бидеш лузер. Кога нешто стварно сакаш и ако си дозволиш да бидеш заљубен човек, без разлика во жена, во работа, си заљубен во работата. Ја тоа се помалку и помалку го гледам. Сите тај ова да го снимиме, мора вакво да пуштам, што да правам. Никој не живее со Леле, морам на работа, како ќе Да, речем. морам на работа. Ја може и потврди мојата сопруга, поздрав до Андријана, мојата сопруга, може би потврди дека мене ако ме оставиш ден и ноќ во студио, ја нема никош да излезам. Ја уживам у тоа, мене тоа е моето катче, тоа е моето се. И уживам да унови предизвици од ја сакам работата. И никогаш дури да не ми се исплати, не е битно, јас сум среќен. И се помалку луѓето, и затоа имаме толку и анксиозност и депресија и сеот, и луѓето се помалку се грижат за тоа што е побитно, што е среќа, што е допамин, што е прогрес унатре, не прогрес од надвор. И затоа имаме толку такви суштински проблеми у целото општество. Секако. Да. Така да тоа е главниот проблем, материјализмот наспроти душевното и духовното богатство кое мислам дека тотално го изфрлив од нас. Тоа е моето мислење. И добро ти е мислењето. Добро, дички. Што да кажеме после После ова? ова, После ова ништо. излагањето, тоа е тоа. После ова реклами треба. Не, се шегувам, имаме уште. Можам да
да се социра, чекаш што кажа? Иначе да, не ти треба телефон за да го најдеш. Ти малку ќе иш у студио, ќе Да. тропнеш. Бе, потврдено, верена работа. Таму е, сигурно е таму, така. Добро, Ката, ако имаш нешто интересно, уште едно прашање, пошто и долги одговараат, Да, да одиме на игра. чекај малку само да видам нешто што не зачнавме во овие. Мислам дека А, ти инспирираш, а те малку па се бараш нешто да... Нешто такво да се брзо, извади да се нешто брзо. уште, Да. Ајде ова, баш Ајде, сака, кој е? после ова си што го кажа, или Македонија, се. Каде би сакале да живеете, има едно вакво прашање. Во Фојница на Бабуно, кај што Ненад можеше да ми биде комшија на мене. Каде што ти бев комшија? Беше, ама можеше уште да ми биде. Не, јас би живеел во село. Во село, не сакам да живеам во град. Преубаво ми е во природа. Уживам покрај река, уживам настрана од Тама ти е гужва. студиото? Не, ми би сакал да ми биде таму, се уште не ми е работа на случајот. Добро. Инаку сакам да бидам настрана, да си имам апсолутна слобода за креативност, да ми река да има до мене животни, Да не коњи, биде немој кучиња. да комшија сега ли најде ова солово. Да, нема врска, не само заради тоа. Едноставно чистотата да се разбудиш со пеење на пилиња, а не на џокче некоја што брчи со изваден ауспух. Значи, децата, секогаш ние живееме 6 месеци таму со сопругата и со децата, и децата таму не ми кивнуваат. Јадат природно, имаш некој чува кокошки, јадеш природни ствари, си поздрав 100 пати. Се немаат разболено, се немаат антибиотик напиен. А се вратиш во градот, толку. Катастрофа. И мислам дека треба луѓето да почнат да размислуваат и на тоа. Враќајте се у природа, сакајте си во животот и здравјето пред се, оти џабе да правиш пари, ако сите пари си ги даш по лекови. Така Да. е, Ти да. живееш Каде би сакале да живеете, по Велес? Има логика да одговорите сега после. Да. Чекај малце и уникари. Не треба прв да одговара. Дефинитивно не треба. Не увеле. Извор. Не, покрај река негде, да, или така, испод палме на обали Да, мора. негде покрај вода. Ај сега Палма, Топола на Бабуна, кај ќе Нема одбираш врска, ќе сега? се снајдам. Ќе се еден снајдам шатор во дивина долу, со оглед на карактерот, така да сакам да бидам изолиран исто од градски метеж, ми сметаат. Исто, па може за Такви тоа да ствари, сме- идентични ни се карактерите и енергијата и секогаш кога правиме Па ајде убаво комшии да нешто, биеме многу негде. се поклопуваме околу нашите мислења и затоа и твориме Правиме клан таму клан ќе правиме. Таму ќе направиме затворено општество. Обично кога спомнеш за Мене бенд, ми е станува збор познато за така, четворица, ние сме двајца и е баш малце баш и чудно, можеби, оти да, Свири али на 100 инструменти, ти сакам свириш да на кажам, две, ете, тоа бенд. Да. обично некој е солист и бекграундот го работи, нели, целиот продуцент, он е меин вокал, си пее, пака ние сме двајца, си работиме музика, си работиме текстови и затоа и валјда енергетски си парираме добро и добро ни иде. Функционира. Супер, да. Да, само добар не пат сме. спомнавме, во Велеста чисто. Во Велес сме, да, на локално тлоси настапуваме често, многу сме прифатени, скоро секој викенд сме вака сега Повелете со вечер свирки, у кафе да, Барбарето. Ќе повелим. На акустика. Со маски, со товариме позади. Јака? Може, не е проблем. После емисија. Добро, не гледај прашање, нема време. Со песна? Не, ајде да прво со кој игра? сум јас. Ајде. И после песната па реклами. Може Ајде, така некако да може. направиме? Можеме, нема како ќе кажеш. Ајде, готово, За да договор не те куќа доведам гради. да плачеш, пошто ти малку вика ќе биде пострашно ако да те изнервирам и ти имаш потреба да се исплачеш, мажот не може да се Еве, исплаче. а сега врти, види како го преврте Солза не муабето. Знаеш, ама добра е жената, е секогаш добра во Види превртување на како муабето. го А преврте ти треба како муабето. маж да си тука спремен дека ти нема тогаш да парираш. Остаја нека кажа. Не, треба пред време да знаеш, значи и моите што слушаат, дека ти кога си управо, Добро. ќе се извиниш. Кој ти? За мажот? Мажот, Добро. ти се извиниш и готово, значи тоа сама Не, критерии се не е така. попостара. Не е Така е 100%. Веруј ми, не е. А добро, има маж дома. Не да си извинуваш Ама кога ти не не си во право. сеќаваш кога го прави он тоа. Како да не? Попушта, ама ти не Како сеќаваш, да ама не, беш ја. во тоа сигурно. Ајде, после емисија размисли си. Не, нема Дали шанс. е така или Значи, Ама чим се чешка, значи Не, има не, не, нешто. не, не, ја Размислува, Не, Ево, вратам филмот назад. Дали се извинуваш кога ќе погрешиш или ти не погрешуваш? Не, поедната и Јас сум кога непогрешлив, нема ама да кога погрешиш. Ај, кога нема да погрешиш, Тоа да си сакав да кажам. Значи, Тоа цело се време случува, се значи, извинуваш. така. Значи, на крај се случува така. Нема шанс. Добро. Не се случува. Добро. Може би има хороскоп врска, може би има. не. Ој подпрашајте Ајде. сега за кој Ајде. сум јас. Значи, играта кој сум јас, уствари, вие ги Да, сега што ќе смислувате. правиме, само кој ќе бидат двајцата што ќе играат? Ајде, Тројцата прво ќе ти играат. малко нека ти кажа за нив двајца, знам дека ти кажа нешто. Не, за едниот нека ми кажа. па. Двајцата ќе играат, сите играат. Ајде. Ајде, добро.
Шипни ми. Темелко, лик. И за едниот и за другиот. Само кажи за кого. Биде сега, не. Добро. Сега нема да ти Лесно, ништо шепни тоа е само, тоа. шепни, јас Тука одма знам, пишувам. Чекам. Не викај. Како ќе ти кажа, така кажи ми, за да може време да добиеме. Кој знаеш што ќе ми смисли? Биде ферски. Добро. Ова расипан телефон. Кој знаеш што ќе напишам? Трудев да биде едноставно. Сега дори ќе завршиме у 9. Добро. Не. Ебе сега тогаш тогаш идиот да каже Нека се само за договорат другиот. двајцата, ајде. Што да се договорат Што да двајцата? биде темелко? Добро. Двајца. Кој сплеј договората се што да биде темалко и едниот нека ми шипна. Никош. Да, ќе видиш сега. Аха. Чекай да ги запишам. Добро. On the spot. Чекај. Оп, чекај малце, да изгасам превју. Изгаси. Се извинувам, Готово? да не Сега читаат можеш. гостите. Еве, Што им ова го смисли кажа Темелко? темелко. На која? На това кица тука си. Добро? А, Да, тука, да. Готово? Слободно. Да, Трудно да јас биде чекам лесно од се многу. сега да ти кажам. Да. Не се Што почна. рекол? Ние што кажам. Ке биде весело. Повели? Еден крај во друг крај. Не гледај само кој си, те Не молам. гледаш. Ке траеме до Повели, можа? утре до 8 са бајле. Стима. Темелко, ја очекував да му смислите нешто друго. Не, ама не, ајде. не, 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 само дека не Не се прочитам може врти да на се... камера, Не, ќе не, видам кои сме. Можеш? Дали ќе ми Одлично. Тоа, добро, кажав. Да. Не се врти на камера. Да, не смеам. Не се вртиш на Ја камера. можам да се вртам на Да. камера. Добро, кој сега треба да каже како е прво ти. прво? Ајде, се содајство не прашувате, за себе. Прашувај. Опарно Ајде, едно јас. прво. Ајде, јас ќе почнам. Да. добро, Ајде, почни. Зад. Жив или мртв? Мртв. Жив. После поима нема. Има зама. Не, чекај. Жив или мртв? Жив или не? Жипа. Добро. Треба да продолжиме прашувам. Па чекај, контроверзно е тоа, значи некој Нема се. Не, чекај. Ајде, Значи, македонец или странец? Странец. Странец. Рокер или рапер? Рокер. 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 Зашо ме асоцираше? Ултра познат. Рандом. Аран. Ултра познат. Као Модерен или од старото време? старо време. Металец или рокер? Рокер. Рокер. Член на Queen или на Beatles? На Битлз. На Beatles? Нели не и да беше? Жив. Нели смеам тоа да го прашувам? Не прашувам како се вика. Готово, да, ама ќе заглавиме содајство. Добро, значи Супер на сте, Beatles жив Пол Маккартни. Така е! Одлично допрег. Ти не беше да играш. Имам другари инспектори, знам како. Ја мислам некој револуционер ќе му ставите, ама Не, за да ќе погодам, значи Мисля дека многу смешно ќе му издаа на него. Пол Маккартни ако му Смешно ли беше? Смешно беше, но... ние двајцата не се вртаме еден кон друг. Ја ли га? Ајде сега. Музичар или политичар? политичар. Политичар од Македонија или од Америка? Македонија. Од Македонија. Чекај, Каде ти? Да прашувам ли од која партија? Не таква не нова. тако нешто. Не. Кажи прво дали е жив или мртв? Да, жив или мртов, да. Мртов скроз. Скроз, одамна. Политичар, Може ли да погодам? председател бил или не бил? Бил. Борис Трајков. Абе не погоди, прашувај уште не си сигурен. Прашај од кое време, кое е нешто, прашај. Не од новото време. Не од нова. Така, од Старото старото време. Старо време, значи од многу старо време. Ја може ли да прашувам Една само мала држава што се појавила 10 дена председател. 10 дена. Ден ако не знаеш кој е председател на Ја мислам првата дека знам. република, значи оди си дом. Киров ли горо? Што збориш? 10 дена 10 која дена, која република била? траела Може и ли е да помала од оваа наша држава. Која таа република? Доста, бе! Од Крушевската е, окей. Кој е председател? Кој е председател? Кој е председател на Крушевската? Ајде историја што имаше? Основно.
Сега го измешавте го. Да, нема врска, не Кажи, измеша. ајде. Гоце, Председател на Крушевската република. Јане Сандански, Не, тоа е покасно. текно е. Да, оти не ми Никола даш. Карев. Така. Нема, требаше да се разбистрам малце сега. Ајде. Добра игра. Си друг. Музичар или спортист? Музичар. 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 Наш или? Наш. Добро. По наш здравје. Пејач или Пејач. свирач? Пејач. Жив мртов? Мртов. Од Крушево? Да. Крушева. Точно прави. Е! Па добри сме. Одлични сме! Одиме на реклами, па се враќаме назад да се поштиме. Најтежок ти даде нешто што немаше шанси да го поврзнеш. Мислам, ја викам ова, отидовме до саба. Никој како и со Чао, добри чао, гости викаме. секојаш времето лета, а ќе се видиме во некоја следна прилика, во тоа сме сигурни, многу проекти се најавија, така да ве чекаме пак. Така е. А сега може да завршиме со некоја. Фала ви што дојдовте. Благодарам за на поканата. гостопримството. Одлична емисија. Ви благодарам. Поздравете во Велес, еј. Ајде, одиме музикамата. Чао, убав викенд, се гледаме понеделник. На тебе налетувам, кога не сум бањата. Или со испиени 100 джин тоници. Ради тебе запаѓам во некој чудни стања. Мамурлук депресии и несоници. И цел еден век, чим те видам моментално болен, легнувам. Нема лек, ќе те следам, а ти стално ќе ме избегнуваш. Ти си проблем, што сакам да го имам, ти си дрога. Што сакам да ја примам, ти си тајна. Што смртно ме занима, ти си грев. Што на душа го зимам, ти си проблем. Што сакам да го имам, ти си дрога. Што сакам да ја примам, ти си тајна. Што смртно ме занима, ти си грев. Што на душа го зимам, џабе шише мастика или гајба пиво. Што ќе ми да добијам на лото седмица? Ма кога сум под настинка, ти влечем пола живот. Ма ти од неверјат ме одбиваш ко наседница. За еден век, чим те видам моментално болен, легнувам. Нема лек, ќе те следам, а ти стално ќе ме избегнуваш. Ти си проблем, што сакам да го имам, ти си дрога. Што сакам да ја примам, ти си тајна. Што смртно ме занима, ти си грев. Што на душа го зимам, ти си проблем. Што сакам да го имам, ти си дрога. Што сакам да ја примам, ти си тајна. Што смртно ме занима, ти си грев. Што на душа го зимам. Ви благодарам, ви благодарам. Чао, чао. Понеделник, чао. Чао, чао. Добре.